Добар ден, ви благодарам што не гледате. Американската амбасадорка Агелер на средба со уставните судии побарала тие да бидат само судии и да одолеат на политички притисоци. Средбата се случува на 10 дена пред Уставниот суд да одлучува за законот за јазиците, за кој функционери на ДУИ се заканија дека ако биде чепнат, нема да дозволат да се одржат локални избори. Амбасадорката Агелер ги охрабри судиите да одолеваат на било какви влијанија и притисоци во постапувањето и кога ќе влезат на седница да ги остават настрана сите останати улоги, а пред се да бидат уставни судии, се вели во соопштението кое по средбата го испрати судот. Премиерот оцени дека пораката од меѓународната заедница е јасна. Не би можел да кажам што се коментирало за време на средбата на американската амбасадорка со членовите на Уставниот суд. Инаку би се согласил со вашиот став дека тоа е порака од можеби од американската амбасада дека е недозволено мешање во судската власт. Нешто што за Демократската унија за интеграција можеби и е непозната работа. Премиерот го отфрли тврдењето на јавниот обвинител Коцевски дека нема основа за негово разрешување. Вели дека силните аргументи ќе ги кажат претениците во собраниската постапка за негова смена. Коцевски вчера рече дека дополнително ќе се произнесе за сите точки од иницијативата за негово разрешување, но уверен е дека основа за постапката нема. Коцевски си има право на свое мислење, ова е демократска земја и тој го кажал своето мислење. Околу неговата работа досегашна, предпоставувам ќе имаат што да кажат тие кои што го бирале, а тоа се пратениците. Така што да почекаме да дојде предметот пред пратениците, па дури потоа можеме да коментираме што е тоа што ќе се разговара и ќе се дебатира и кои се тие аргументи со кои што практично ќе се оспорува или демантира изјавата или ставот на Коцевски. Јас можам мое мислење да кажам дека апсолутно не се сложувам со неговиот став и со неговото мислење, но тоа е само мое мислење, јас не одлучувам. Физибилити студија нарачана од претходната власт покажала дека паркингот во клиничкиот центар Мајка Тереза треба да биде менаџиран од приватен оператор. Но ако јавноста вели дека не сака да се потпише договорот, владата нема да го потпише, изјави премиерот прашан зошто наместо приватна фирма од Албанија паркингот на клинички не го менаџира јавно предпријатие. Тој смета дека актуелниот сопственик на паркингот, градски паркинг Скопје, нема капацитет да воведе ред со метежот кој се создава со паркирањето. Одлука се носи врз основа на физибилити студија. Физибилити студијата така кажала. Ние не можеме да одиме спротивно од физибилити студија. Второ, распишан е оглас. Се јавила само една компанија. Иако критериумите се прилично широки. Трето, ништо не е потпишано, ништо не е завршено. Ја слушаме ние јавноста. Јавноста е незадоволна од сето ова што претходно го кажав, а тоа е согласно закон. Тоа не значи дека ќе биде потпишан договор. Одлука на влада нема, договор не е потпишан. СДСМ смета дека изјавите на Таравари и на Мицкоски за паркингот се доказ дека се подготвувал криминал, но и дека власта нема чувство за предизвиците со кои се соочуваат пациентите. Скандалозно и срамно е што министерот за здравство ја правда зголемената цена на паркирањето во клиничкиот центар со цените во трговските центри. Граѓаните ќе плаќаат 50 денари на час, а не 30 како досега за додатна лекар. Ова е врв на безобразлукот. Споредувањето на луѓе кои се борат за живот со потрошувачи во шопинг молови. Пациентите, меѓу кои лица заболени од рак и други тешки болести, немаат избор. Тие мораат да дојдат во клиничкиот центар, а владата ги уценува со високи паркинг цени, велат социјалдемократите. Денеска е 8 март, ден на кој светот го одбележува меѓународниот ден на жената. Ден на кој не треба само да празнуваме за она што досега како право го обезбедиле жените, туку и да се потсетиме дека се уште во глобални рамки постои нееднаквост, дека женските права се човекови права и дека треба да обезбедиме свет во кој секоја жена може да ги оствари своите права. Во Скопје се одржа марш за кој детали ќе имаме во вестите во 16 часот, а марш за женските права организираше и СДСМ во Струмица. Покрај најавата за поднесување законски решенија кои
кои ќе обезбедат подобри услови за жените, СДСМ уште еднаш побара одговорност од Министерката за финансии поради незините изјави поврзани со семејниот статус на пратеничката Славјанка Петровска. Гледаме детали од ова. СДСМ се залага за општество во кое секој еден има еднаква шанса. Од тука, од Струмица, порачувам дека без силни жени немаме силна иднина. Во нашиот мандат го решивме правото за користење на доместок на мајчинството за жените земјоделки, го донесовме законот за прекинување на бременоста, ставајќи ја волјата на жената на прво место, враќајќи ја контролата врз собственото тело на жените. Денес маршираме овде рамноправни, исправени пред сите предизвици, затоа што само ние умееме достоинствено да станеме и заедно да дадеме чекор напред. Денес маршираме за правда и мир, за секоја една жена да се чувствува сигурна и безбедна и во семејството, и во заедницата. Денес инспирација е секоја овде од нас. Навредите и дискриминацијата на Гордана Кочовска кон нашата пратеничка Славјанка Петровска, што беше навреда за сите жени. Овој инцидент не е изолиран случај, туку показател на подлабоката дискриминација со која што жените се соочуваат дури и кога се на највисоките позиции во општеството. Министарка која навредува, дискриминира и гази врз човечкото достоинство, а по опис и попис само и единствено има задача да им служи на граѓаните, не сме да биде дел од владата. Крвав руски воздушен напад врз Украина. Трамп размислува за прераспределување на